спомнавме за приходите кои што нели се различни кај мажите и кај жените. Овде пак сакам да ја отворам темата за она што се вика pink tax. Pink tax, односно фактот дека одредени продукти кои што се промовирани како за жени или оние хигиенски продукти кои што се специфично за жените, се многу често продавани поскапо отколку некои стандардни продукти промовирани за мажи. И мислам дека Димитар има некој коментар за ова, но можеме и од вас да слушнеме. Да, само секунда малце да се надоврзам од претходно што разговаравме за жените во политиката и за квотите. Јас воопшто како сами принцип на постоење на квоти за шо и да било, на каква било основа сум многу негативно настроен, како пример квоти за одредена етничка или расна заедница за да бидат примени на определено работно место и така натаму. Во случајот со политика и парламентаризам многу поразлично го гледам, затоа што парламентот како такво тело мора да биде олицетворение на државата. И сега ние во државата и во светот ни е полно со пола жени, пола мажи. За тој парламент мора да биде отсликување на самата положба и ситуација во државата. Затоа мислам дека е фер, иако во најразлични работи квотите мислам дека се непродуктивни, ама во случај на политиката и парламентаризмот мислам дека квотите како 50% жени, 50% мажи се битни и потребни, затоа што тоа е олицетворение на државата и треба парламентот да изгледа како една држава. Што малце претходно, Џоле баш спомна за како ако имаш на интервју маж и имаш жена, најверојатно ќе примат мажот, пошто нели нема бремен да остане. И во контекст на парламентаризмот кај што нели се носат закони, многу е битно за тоа да се реши, што ние го немаме, ама во западни држави го имате, родителско породилно отсуство. Значи во случај ако се породи жена, и мајката и таткото во исти период за исто време да бидат ослободени од работа. Во тој случај се прави правилна одлука затоа што треба и двајцата родители да бидат заедно со детето, и друга страна се затвора оваа дупка на ќе земам мажот пошто тој нема да ми избега на работа, жената ќе биде бремена и на породилно отсуство. Така да има и принципиелна причина зошто ова треба да се воведи, има и практична причина, нели. И сега за pink tax сакам да отворам дискусија, пошто нели за тие што не знаат, pink tax е како разликата на цените на продуктите помеѓу некои продукти што се рекламирани како женски и некои продукти што се рекламирани како обични или машки. Што има многу примери, како најсмешен пример ми е едно пенкало најобично е 20 денари, да речеме, едно розево пенкало апсолутно идентично, само бојата е некој 30 денари поскапо. Што е тешка глупоштина. И ме интересира ваше видување за тоа што мислите, како може тоа да се спречи. Мислам дека нешто слично се донесе во Шкотска и исто така би сакал да разговараме за менструалните препарати, пошто се е сериозно скапи, колку што знам 200 денари дали една упаковка и така натаму, што е есенцијално нешто за една жена, а не е прашање на избор дали сака да го не се витамини, сакам да ги земам или не ќам да ги земам, туку морам да ги земам. И за тоа една дискусија како треба понатаму да одиме со тој проблем. Така прво се наоѓаат и поевтини улошки, не се сите по 200 денари. Ама, најбруталната форма на тој pink tax е баш токму на менструалните продукти, тоест продуктите за менструална хигиена. Тоа значи дека најчесто се однесуваат како луксузни добра. Мене тука едино не ми е јасно како нешто што тебе потребно третира скоро секој месец, да се рачуна како луксузно добро. Плюс јас би додадела дека иако менструацијата е почнување на репродуктивниот живот на телото, мислам дека тоа не е нешто што било која жена или девојче што има циклуси би сакала да и се дешава секој месец. Мислам не е пријатно уопште. И тука има уште неколку други работи што доваѓаат со тоа, посебно кај некои жени има, например, огромни болки, некои жени имат полицистични јајници што им представува уште поголем проблем при менструација или ендометриоза. Улошките, најевтините улошки што јас ги имам видено се околу 95 до 100 денари
И тоа се обично паковки што за, да речем, нормален циклус, тоест циклус што не е толку обилен, би трајале 2 дена. Тампоните се од 160 денара нагоре. Пак ќе кажам, тоа не се, како и вие го кажате тоа не се продукти што ги бираме, јас денеска ќе одам и ќе си го купам овоа, затоа што го сакам. Тоа се некои работи што ни се потребни за лична хигиена и за општо за здравието. Плюс нешто што мене страшно многу ме нервира за Pink Tax е тоа што полу тоа е само маркетинг. Пример, разликата помеѓу машките и женските бричеви е скоро и невидлива, иако многу луѓе ќе кажат дека машките бричеви се подобри, и јас би го кажала тоа. Ама розовиот брич и плавиот брич се различни сцени. Некои ќе бидат 100, другите ќе бидат 200. Да, бричењето не е нешто што е потребно или не е нешто што е, не ми текнува македонски збор за necessary, задолжително. Неопходно. Ама очекува се. Као, ако јас излезам сега у град у шорцеви со неизбричени или неиздепилирани нози, или ќе ми се смеат, или ќе ме малтретират. И фактички, мене тоа највеќе секогаш ме нервирало за Pink Tax. Мене се тоа ми е повеќе маркетинг. А ако го поврзаме со wage gap, жените што зимат помалку плата, фактички треба да плаќат многу повеќе за работи што се наменети за нив. И тука не ја гледам никаде смислот. Имаше баш статистика околу ова за кај нас каква е ситуацијата, дека отприлика 15% од жените и девојчињата тука не можат да се дозволат продукти за менструална хигиена и дека наместо тоа користат замени како весници. Што е една страшна слика за 21 век. Мислам, отприлика, вака што можам да израчунам моментално, најевтино што може да помине една девојка во месецот за менструална хигиена е околу 250-300 денари. Некои семејства работат по цела недела за тие пари и со тие пари си ја прехрануваат цела фамилија. Мора да престанеме да се залажуваме дека овие работи не се нужно добро. Да, и ја би се надоврзал, баш интересно може да се каже дека, не знам, знам дека ова се кажува, нели, за расизмот во САД, сега почнува да се кажува и за феминизмот во целиот свет, демек нема веќе, не постои, или и да постои во многу мала мера, ама од ова сега што ние го збориме, гледаме дека прво, жените немаат соодветна и немаат едноставно немаат представници во политиката, тоа е едно. Второ, платени се многу помалку од мажите и трето, плаќаат повеќе за работи кои им се неопходни. Така што не е само една работа, туку неколку, некој ќе каже помали, ама може да се согласиме дека не се толку мали работи кои што една по друга зависат едни од други и кога некој ќе каже исти се веќе мажи и жени, ги гледаш работат и они не седат дома. Тоа ми е омилена реплика кога некој ќе даде за феминизмот, ама кога анализираш, гледаш 3-4 работи кои едно со друго се поврзани и уствари на крај си као чекај, што права имаат жените уствари? Мене многу интересен момент околу феминизмот ми е тоа што има една писателка, Ема Голдман, која има пишувано некаде почетокот на 20 век. Значи, правиме муабет пред 100 и кусур години. Она конкретно е анархофеминистка, која имала бурна историја баш поради нејзините размислувања и поради движењата кои ги потикнала. Страшното е што нејзините есеи и целото нејзино размислување е сосема применливо денеска, 1 век подоцна. Дека 1 век подоцна
жените се соочуваат со мање висшистите проблеми и секоја жена може да се поистовети со тие нејзини размислувања. Мене тоа искрено ме вади од памет. Каков свет ние очекуваме за 100 години, ако сме имале 100 години уназад и ништо не сме направиле скоро.